Во новото издание на дигиталните вести, ЕУ ги казни Google и Apple мора да ја вратат неколку милиарди на Ирска. Apple ја представи најновата серија телефон iPhone 16. Huawei го представи првиот телефон со 3 екрани. И Sony конечно го представи PlayStation 5 Pro. Ютубери го направија најголемиот iPhone во светот и влегува во Гинсовата книга за рекорди. А ви го представуваме и Space Stop, револуционерен AR лаптоп со очила. Гледајте не до самиот крај. Ве поздравувам и оваа недела од дигиталното студио на DigiPlus и ве канам на уште една нова прошетка во дигиталниот свет на информации и иновации. Следните 30 минути потрудете се да не пропуштите не секунда од најновите вести на светот кои што се потрудивме да не ги пропуштиме во оваа емисија. Почнуваме веднаш со актуелностите. Судот на Европската Унија неделава потврди дека ќе важат оние одлуки на Европската комисија и казната за Google од 2,4 милиарди евра и за Apple од 13 милиарди евра, кои што мора да ги вратат на Ирска. Судот на Европската Унија ја потврди казната од 2,4 милиарди евра изречена на Google за злоупотреба на доминантната позиција со фаворизирање на сопствената услуга за споредба на производи. Во 2017 година комисијата го казни Google со околу 2,4 милиарди евра за злоупотреба на неговата доминантна позиција на неколку национални пазари за пребарување на интернет, со фаворизирање на сопствената услуга за споредба на производи во однос на истата услуга на незините конкуренти. Бидејќи општиот суд во суштина ја потврди таа одлука и ја потврди казната, Google и Alphabet поднесоа жалба до судот која сега е одбиена. Судот на Европската Унија исто така ја потврди одлуката на Европската комисија од 2016 година дека Ирска му одобрила незаконска помош на Apple која компанијата мора да ја врати. Во 2020 година општиот суд ја поништи одлуката на комисијата сметајќи дека таа не го докажува доволно постоењето на селективната предност во корист на тие компании. Откако комисијата поднесе жалба, судот сега ја укина пресудата на општиот суд и конечно го реши спорот потврдувајќи ја одлуката на комисијата. Судот потврди дека Apple незаконски имал корист од даночните олеснувања што представуваат државна помош доделена од Ирска. Оваа поддршка се однесува на даночниот третман на добивката од активностите на Apple надвор од Соединетите Американски држави. Ајде сега да ги изредиме сите оние кои што презентираа и промовираа минатата недела. По неколку месечните најави за серијата iPhone 16, сега Apple ни носи официјални детали за новите телефони. Ги представи 4 уреди iPhone 16, 16 Plus, Pro и Pro Max. Новата серија iPhone 16 е украсена со подобрени процесори с големени димензии на екранот за моделите Pro, како и враќање на некои бои и додавање на нова Gold варијанта. Apple Intelligence, кој се очекува како голема надградба за iOS 18, пристигнува малку подоцна, но сепак големо внимание се посветува на овој сегмент од софтверот. А само еден ден по Apple, Huawei го представи новиот телефон со 3 екрани. По долго очекуваното лансирање на новиот iPhone, Huawei го изненади светот со представување на својот нов револуционерен смартфон Mate XT Ultimate Design. Овој уред кој е моментално најтенкиот телефон на склопување во светот, со дебелина од само 3,6 мм, има 3 екрани и нуди иновативни можности за користење. Уникатниот дизајн со двојни шарки овозможува телефонот да се склопува во облик на буквата Z, што му дава флексибилност за користење во повеќе формати.
Се префрлуваме и на PS5 Pro. Конзолата на Sony ќе биде пуштена во продажба на 7 ноември и објавена е листата на првите игри кои што ги искористат вредностите на подобрените функции. Веќе подолго време кружеа гласини за надградбата на Sony PlayStation, а во вторникот јапонската компанија конечно официјално го представи моделот PS5 Pro. Како што кажува името, моделот Pro е понапреден модел, што значи подобра графика и подобро геймерско искуство. Но по представувањето на конзолата многумина не беа задоволни од она што го видоа, а многумина се налутија со изјавата на јапонската компанија. Не мислевме на самата конзола, односно на дизајнот и перформансите, туку на цената. Имено, кога PlayStation 5 Pro ќе излезе во продажба на 7 ноември, за него ќе треба да се платат $700 или дури 799 евра на европскиот пазар. Но тоа не е единствената цена ако сакате конзола на која ќе играте игри со диск. Во тој случај ќе треба да платите дополнителни $79 за единицата за диск. И тоа не се, бидејќи и штандот за уредот дополнително се плаќа, па и за него е потребно да се доплатат $30. А она што ќе го добиете за тие големи пари е уред со надоградена графичка картичка што ќе овозможи до 45% побрзо прикажување на играта и понапредно следење зраци. Благодарение на вештачката интелигенција, Sony дополнително ја подобри графиката, па игрите на PS5 Pro ќе имаат уште подетални визуелни слики. Така слично на моделот PS4 Pro, оваа конзола ќе ги извршува истите игри како и основниот модел, но со поголем број на слики во секунда, подобрен квалитет на сликата и подобри визуелни детали. Со оглед на тоа што цената на новата конзола е навистина висока, многумина ќе се одлучат за незината дигитална верзија, без дополнителната единица за дискови, па добрата вест е што верзијата Pro има многу повеќе простор на SSD 2 терабајти. Се разбира, со уредот се испорачува и безжичниот контролор. Наскоро ќе има игри кои ќе бидат подобрени за PS5 Pro и кои максимално ќе ги искористат напредните можности на овој модел. Меѓу другото, Sony ги споменува Final Fantasy 7, The Last of Us Part 2 и така натаму. Од Sony се надеваат дека новиот модел на конзолата ќе влијае на зголемувањето на продажбата на PlayStation, особено што на пазарот ќе се појави пред божикниот период, кога конзолите се меѓу најбараните подароци. Секако, како што многу корисници истакна под видеото на YouTube каде е представен овој уред, многумина веруваат дека цената за оваа верзија на плеерот е едноставно превисока. Во последниот финансиски квартал, Sony продаде 2,4 милиони PlayStation-и, што е значителен пад од 3,3 милиони во истиот период претходната година. HMD Barbie Phone, кој беше прикажан за време на Светскиот конгрес за мобилни телефони претходно оваа година, сега официјален и ќе биде пуштен во продажба во октомври за $129. Телефонот Barbie е класичен фјучер телефон. Нема апликации и нуди само опции за поврзување за повици и текстуални пораки. HMD го продава уредот како дигитален телефон за детоксикација, за да можете да одморите од вашите паметни телефони. Уредот има мал внатрешен екран од 2,8 инчи, камера од 5 мегапиксели со блиц и голем број убави додатоци кои одат заедно со естетиката на уредот. HMD Barbie Phone ќе биде достапен за претходна нарачка од 23 септември, додека испораката ќе започне од 1 октомври. Дека во имагинацијата и иновацијата нема граници, ќе не уверат двајца јутјубери кои влегоа во Гинисовата книга на рекорди изработувајќи го најголемиот iPhone на светот. Погледнете како се одвиваше изработката и колкав, впрочем, е резултатот. Арон Мајни и Метју Перкс создадоа 2 метри висока верзија на iPhone 15 Pro Max, поставувајќи го Гинисовиот светски рекорд за најголема реплика на паметни телефони. За да ја освои титулата, телефонот мораше да биде целосно функционален. Нивниот джиновски iPhone, направен е со помош на 88-инчен OLED телевизор, може да испреќа текстуални пораки и епошта, да работи апликации, да фотографира, па дури има и порта за полнење што одговара на неговиот USB-C кабел во светот. Секој дел од телефонот мора да работи. Екранот, камерите, звучниците, па дури и копчињата, рече Перкс во видеото на YouTube во кое се прикажува нивната неверојатна креација.
Мајни има 19,4 милиони претплатници на YouTube, а Perks има 4,61 милиони следбеници на неговиот канал, кој се фокусира на создавање гаджети и технолошки проекти. Oh my god, this is crazy. It makes absolutely no sense to play on this, but wow. The journey to get to this point has been a long one, with many highs and many lows. But what Aaron and I had the vision for here may possibly be the world's largest replica smartphone, something that Aaron may be able to make official with a world record. Додека растев, поминував часови во библиотеката, четајќи ги најновите книги за Гинисовата книга на рекорди, така што и самиот да добиам награда се чувствував нереално, рече Мајни на тимот на Гинисовата книга на рекорди. Толку сум горд на нашиот тим и на Мет, што постигнаа нешто што никогаш досега не било направено. Неверојатно, нема што. Сега е време малку да ве ангажираме вас пред ТВ екраните. Сите вие кои сакате екстра попуст во Анкоч како наш гледач, можете да добиете електронски купон и да си купите производ кој оваа недела е наменет токму за вас. Едноставно, кога ќе го видите банерот на Анкоч со нивниот QR код, скенирајте го со вашиот телефон и отворете го линкот. А додека вие скенирате, ние ќе ви го представиме SpaceTop, револуционерен AR лаптоп со очило. SpaceTop, новиот уред што ги редефинира границите на преносните компјутери, е првиот AR лаптоп специјално дигитализиран за работа. Произведен од екипата на иноватори кои веруваат дека иднината на компјутерската индустрија лежи во проширената реалност, SpaceTop ветува радикално нов пристап кон мобилната продуктивност. На прв поглед, SpaceTop изгледа како типичен лаптоп со минималистички дизајн. Но наместо традиционалниот дисплеј, уредот користи AR технологија за проектирање на работната површина во тродимензионалниот простор пред корисникот. Ова значи дека на работната маса се појавува виртуелна проширена површина, која овозможува корисниците да ракуваат со повеќе прозорци и апликации истовремено, како и да комуницираат со виртуелни објекти без ограничување на физичкиот екран. SpaceTop вклучува иновативни AR лејки кои се интегрирани во специјален визуелен интерфейс, дизајниран да понуди најудобно искуство за корисникот. Лејките можат да следат движење на рацете и прстите, овозможувајќи интерактивна работа без физички допир на традиционалниот екран или тастатура. Корисниците може да креираат, уредуваат и манипулираат со податоците со единствени гестови на рацете. SpaceTop е опремен со мокен процесор и графичка картичка, што го прави идеален за комплетни задачи како што се 3D дизајн, обработка на видео и графика и анализа на податоци. Батеријата е оптимизирана да издржи цел ден работа, што го прави овој уред идеален за професионалци кои се често во движење. Благодарение на AR интерфейсот, корисниците може да имаат виртуелни екрани кои лебдат во просторот, организирани според нивните потреби, што значи дека повеќе не постојат физички ограничувања за традиционалните екрани, овозможувајќи комплетно нов начин на организирање и работа. Креаторите на SpaceTop истакнуваат дека уредот нуди нови можности за креативност и колаборација. Корисникот може лесно да споделува виртуелни проекти и работни простори со колеги или клиенти и да соработуваат во реално време, како никогаш досега. Тоа ја менува динамиката на тимската работа, посебно во глобалниот деловен свет, каде што тимовите често работат на различни локации. SpaceTop е наменет за широк спектар на професионалци, од инженери и дизајнери до програмери и уметници.
Во образованието може да се користи за интерактивно учење, овозможувајќи студентите да истражуваат виртуелни симулации и да работат со дигитални материјали на начинот кој е незамислив за традиционалните уреди. Во здравството може да служи за тренинг и едукација, со AR симулации кои ги прикажуваат човечкото тело во 3 димензии. SpaceTop е само почеток на нова ера на компјутерската индустрија. Според производителите на оваа технологија, ќе се отвори врата за понатамошниот развој на AR уредите и ќе го смени начинот на кој работиме, учиме и комуницираме. Уредот е веќе достапен за преднарачка со планови за пошироко лансирање на пазарот во наредната година. Додека конкуренцијата на пазарот за компјутери и лаптопи се засилува, SpaceTop е револуционерен уред што ветува значајно да смени играта со новата AR технологија. SpaceTop представува иновација која ветува дека ќе ја трансформира иднината на работата и продуктивноста. Ке се сложиме, туку што ја видовме иднината на лаптопите, а можеби компјутерите генерално. Кога сме кај иновациите, време е за нашата нова рубрика Innovation Video Mix со нови неверојатни иновации во трендинг оваа недела. This is arguably the most futuristic monitor on the planet right now in the LG OLED Flex, a 42-inch 4K screen that can bend itself. It's able to do this with the motor in the back flexing these arms back and forth, from fully flat all the way to a 900R curve, which combined with a 40-watt speaker system and diffusion lighting effects on the back, makes this thing feel like it's straight out of a sci-fi movie. I made 600 million last year with this product. Did you make your fortune with this product? No, I made my fortune with this smart film. Paste this magical film on glass to turn it into a colorful screen or switchboard glass. It can be used anywhere, including The beauty facade and museum and office, hotel, and you can also use that for mobile, like a car. Nissan is repairing a LED glass. Great sets that are using their new material glass not only insulates heat, but also enables traceless repair, more cost-effective and practical than LED screens. Thank you. This weighs less than a motorcycle, and I'm about to fly it. Ready? In the middle, you got an iPad Pro with augmented reality to show you where the digital fences are so you don't drive too far. This is your joystick. If you want to climb, you pull that up like this. If you want to slide left, pull forward, backwards, and back here is how you rotate it. Неверојатно е со каква брзина се движи новата технологија и иновациите во светот. Се враќаме за кратко. Знам дека имаме голем број од оние кои што редовно не следат, ќе се гледаме и следната недела во стандардниот термин во 13 часот на телевизија Телма. Во меѓувреме не следите на социјалните мрежи, тоа на Facebook, Instagram, TikTok. Нормално дека ако нешто сте пропуштиле во целост, може да ги најдете сите емисии на нашиот YouTube канал DigiTV MK. Читајте и гледајте на digitv.mk на нашиот вебсайт и нормално бидете со нас интерактивно до следната недела. Ве поздравувам и останете во дигиталниот свет.